За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите корнет погача. Во тенџере на огар го ставаме млекото да се загрее. Тенџерето со загреаното млеко го тргаме од оган. Потоа го ставаме квасецот во млекото. Мешаме со лажица за побрзо да се растопи. Во садот го додаваме шеќерот. Промешуваме. Размешаниот квасец го додаваме во длабокиот сад со брашното и маслото. Ја додаваме солта. 2 јајца кршиме, ги додаваме во садот. Во садот го додаваме киселото млеко. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Продолжуваме тестото да го месиме со рака. Потоа го покриваме садот со кујска крпа. Оставаме тестото да стаса. Во меѓувреме во длабок сад со вилушка го дробиме сирењето. Преостанатото јајце го кршиме и го додаваме во садот. Мешаме со вилушка. На набрашната работна маса од стасаното тесто со сукалка разлекуваме кора. Врз кората го нанесуваме филот од сирење и јајце. Ја сечеме кората на 8 еднакви дела. Од секое филувано парче кора свиткуваме форма на корнет. Тркалезната тава за печење ја намрсуваме со маргарин. Ги сечеме корнетите на половина и во круг ги редиме на тавата. Преостанатите корнети ги сечкаме на ситни парчиња, со кои ги пополнуваме празнините во тавата. Во длабок сад кршиме едно јајце. Го матиме со вилушка. Со четка со изматено јајце ја премачкуваме корнет погачата. Потоа ја наросуваме погачата со сусам. Врз неа ги нанесуваме парчињата маргарин. Ја покриваме тавата со крпа и оставаме погачата да стасува 30 минути. Тавата со стасаната погача ја ставаме во рерна. Печеме 45 минути на температура од 220 степени. Ја вадиме тавата од рерна и ја ставаме погачата на чинија за сервирање. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 70 минути. Добар апетит!